Производителот на малосеријски спортски автомобили од Холандија Spyker се покажува во својот полн сјај. Сиот раскош на сила која го располага овој автомобил е многу блиску поврзан со воздухопловите кои имаат исто така многу сила. Интериерот на овој автомобил е фрапантен. Не знам на кого не би му се допаднал, а нас не опчини неговиот интересен дизајн и комбинацијата на племенити материјали во внатрешноста. Инаку Spyker веќе една година е собственик на шведскиот Saab, но парите кои ги уплати за да стане собственик на оваа мртва компанија не го попречија развојот на овој производител ориентиран на ултраспортски и извонредно малосеријски автомобили. Овој модел кој има V8 мотор со 4 турбополначи и произведува некаде околу 900 коња, како што кажува производителот, би требал на пазарот да чини не повеќе од пола милион евра. Полека не брзајте, бидејќи производството започнува следната година. Со студијата HSD, Toyota го покажува изгледот на следниот Yaris. Овој автомобил е еден од најпродаваните мали автомобили во семејството на Toyota и се разбира дека Toyota му посветува особено внимание што се однесува до дизајнот. Но идниот модел на Yaris ќе изгледа далеку поемотивно отколку рационално, бидејќи како што велат во Toyota, квалитетот не е доволен за да се задржи првото место на пазарот, односно на светскиот пазар. За тоа се потребни уште некои елементи, а еден од најважните се разбира е дизајнот. Новиот Yaris би требало да се појави на пазарот некаде околу 2013 година во нејзината половина, а до тогаш ќе има и некои задолжителни измени на овој изглед. Како што изјавува Toyota, вака би требало да изгледа новиот Yaris барем 85% од приложениот дизајн. Мислењето дека моторциклите имаат подобри перформанси од возилата и возилата се многу посигурни од моторциклите се соединуваат во едно. Збаро ја покажува синергијата на автомобил со 4 тркала и перформанси на моторцикл. За волја на вистината, тука има место за 3 лица, а возачот ја има централната позиција, што значи дека може беспрекорно да управува со автомобилот и да ужива во својот его трип, што би рекле. Но ова возило е направено од лесни материјали и целата тежина од 580 килограми овозможува извонредни перформанси, бидејќи овој концепт го движи 1,8 литрен мотор позајмен од Audi, но со поголема турбина и произведува 225 коњски сили. Изложениот модел прикажен со мотор од 180 коњи, но Збаро најавува производство на својата визија за иднината за следната година. Може би изгледа минималистички и многу пуритански дизајнот, но за сите оние кои ќе имаат повеќе од 80.000 евра, ова маченце ќе биде нивно.